Почитувани, го имаме новиот Рашковски во град Скопје. Секретарот на мрзливиот и арогантен Шилегов, Аврамовска Мадич, е новиот Драги Рашковски. Преку фирма на незиниот зет испумпува преку половина милион народни пари на граѓаните од градот Скопје. Рашковски е мало дете за секретарот на градот Скопје. Македонија го добија новиот Рашковски, Викторија Мадик Аврамовска и новиот Заев, а тоа е Петр Шилегов. Скала, која во Загреб е купена за 800.000 евра плюс ДДВ. Кај нас ја купуваат за фрапантни 1.700.000 евра. И мало дете знае дека остатокот од парите се украдени. Погледнете ги овие две слики. На сликите се гледа дека двете скали се исти. Нелогични се правдањата со стабилизатори и корпи, бидејќи стабилизатори корпа има и едната и другата скала. Нелогични се оправдувањата на Шилегов. Фатен е жив и подобро да признае, бидејќи секако ќе одговара. И кога ќе се запрашате зошто некој булевар не е направен, зошто некој проект не е завршен или пак зошто ГТЦ не е реновиран и се распаѓа, нека ви текне дека секретарот на мрзливиот Шилегов преку својот зет набавил противпожарна скала, за која има сомнеж дека над половина милион евра завршиле во нивни джеп. Очигледно дека фирмата Armor Plus до Скопје, каде собственик е зетот на секретарот на градот Скопје, била предодредена да добива државни тендери и народни пари, од тендери се разбира, откако СДСМ доаѓа на власт. Па така, Armor Plus до Скопје не само што земала милионски тендер во градот Скопје, туку за само 4 години, од 2017 до сега, има заработено рекордни над 4 милиона евра од добиени тендери. Град Скопје, јавните предпријатија, општините низ Македонија каде што СДСМ е на власт, државни институции, Министерството за одбрана и многу други и дале бизнис на истата фирма Armor Plus до Скопје во вредност од над 4 милиона евра. Во прилог еве ја и листата на тендери кои ќе ги добиете и електронски. Ова е класичен пример како завршуваат народните пари на конто на СДСМ и нивните функционери. Никој, ама баш никој нема да поверува дека се е регуларно со набавките, конкретно со скалата, и никој, ама баш никој, нема да поверува дека Петр Шилегов е чист и не заслужува да понесе одговорност. Ви благодарам. Само едно прашање, стигна од телевизија Телма, кои се очекувањата од утрешната средба помеѓу председателот Мицкоски и председателот Канзаровски? Очекувањата е да се излезе по завршување на таа среда, да се излезе со заеднички став околу вистинската правда за уставобранителите и очекуваме да Зоран Заев конечно ги тргне рацете од судството и обвинителството и конечно овие луѓе кои што се невини обвинети за дело кое што не го сториле, конечно да имаат можност да се бранат и да докажат својата невиност и се разбира да видиме вистинската правда за овој случај. Ви благодарам.